Добро вечер и добродојдовте во неделниот магазин Вечерва со Слободан Томич, петок 19 јули. Жешко реков и навистина овие жешки температури влијаат на се, но нема да влијаат на нашето расположение, а расположението е тоа што вечерва продолжувам со серијалот кај што застанав, а тоа е како да ја вратиме македонската диаспора кон матицата мајка. Имајќи факт дека почитувани ова е четврта, односно пета емисија, која имам со јасна цел што повеќе да ги инкорпорирам македонците од светот во Македонија и да го кажат својот став, својот глас и своите барања, што е тоа што ги интересира и што е тоа што ги нервира во секој случај, особено овие 7 години кога политичкиот амбиент им го сврте грбот на нашите македонци. Најнапред само да ја поздравам од нашата екипа, тоа се моите асистенти, Кристина Томиш, Ивана Алексова и Огнен Димовски. Еве да почнам веднаш со моите соговорници. Првиот соговорник ми е од Северот, тоа е нашиот млад Стефан Трајковски, подпредседател на партијата Демократска партија на македонците во Србија. Добро вечер, Трајковски. Добро вечер вама, драгим саговорницима и сви кои нас гледају де год били. Поздрави Србија. Благодарам. Одиме во Хрватска. Таму го имаме, за мене секогаш председател, човек кој навистина заслужил многу, како и сите наши вредни македонци во светот, кои несебично се дават самите себе си, само да презентират вистината за Македонија. Тоа е човекот кој навистина овие 7 изминати години направил максимално за Македонија, во делот каде што Хрватска е држава која единствена во светот ја почитува македонската и другите заедници. Ќе се представи самиот. Повелете. Добро вечер, Слободане. Добро вечер на соговорниците, на сите македонци, како во Македонија, така и во светот од Хрватска. Нема што многу да кажам, Хрватска пример на како треба националните малцинства да се негуваат, а пред се македонците кои се влезени во преамбулата на Уставот на Хрватска и уживаат сите права како и државјаните на Република Хрватска. Орце ти благодарам, значи вечерва сме сите заедно. Одиме во Словенија. Почитувани, имаме македонци насекаде кои навистина реков дали не само далечината, далеченоста си го прави своето. Дали ние сме инертни како домицилен народ, како домаќини, да речеме, или некош име прегорделиви и забораваме што е Македонија, што е македонизам. Но, верувајте или не, со нашите македонци, ја говорам секој ден, не знаете која е таа љубов, не знаете која е таа енергија, не знаете кој е тој македонизам. Особено Весна Жежовска, македонски активист кој години е во Словенија и која дефинитивно не се поштедува од секакви атакувања, од секакви напади, да речам, кога она застанува на браникот на Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Гледачи, посебно на Кнев на Македонија и Словенија и секако иселениците во целиот свет. Да. Ти благодарам многу, Весна Жежовска од Истерската ривиера, мислам Словенечкото приморје, кој заедно со голем број македонци, несебично и сите македонци во светот, особено и поранешните две републики што ги спомнам, максимално работа за македонската кауза. Одиме во Италија. Наша македонка која со години, преку 15 години, несебично дава се од себе исто, тоа е Илона Захариева, виничанка која навистина има со право да каже дека теракотите и сите она и археологијата што е адекватна, поврзана со Македонија, покажува што значи македонизмот во вистинска смисла на зборот. Илона, добро вечер уште еднашка. Добро вечер, Слободан. Поздрав до тебе, до твојата прекрасна екипа и до моите соговорници за вечерва и до сите македонци во светот, каде и да се. Благодарам. Почитувани, одвоив и предложив заедно со мојата екипа, моите асистенти и моите соговорници да
ви представаме една мала приказка, а таа говори само за себе и за нашите македонци од кај доаѓаат. Одиме со Србија. Режија Ивана Огнен, одиме со Србија. Од Србија, поздрав до председателот на партијата на македонците на оваа партија, Маја Ѓоргиевска, која навистина дава се од себе несебично, со тоа што е еден прекрасен тим македонци кои работат катадневно и представуваат македонската вистина во вистинска смисла зборот. Трајковски, еве ја слушнам, ја видовме приказката. Насловот е како да ја вратиме македонската диаспора код матицата мајка. Кој е вашиот коментар? И за сите ќе биде првото прашање. Повели. Овако, пред свега, жело би još jednom da pozdravim sve naše drage Makedonce, gde god da su u celom svetu i da kažemo da, mislim da kažem da je ova emisija jako poučna i hvala vam na pozivu. Mislim da je od koristi svim našim ljudima gde god da se nalaze. A pogotovo našim ljudima koji se nalaze u Srbiji, pa ajde samim tim mogu da kažem da smo mi jedni od najvećih predstavnika same makedonske zajednice u Srbiji. Što se tiče položaja makedonske zajednice u Srbiji, pa nije baš na zavidnom nivou, već duži niz godina. Problemi su razni, ima ih mnogo, ali recimo nekih zadnjih, pa možda nekih zadnjih, boga mi, 8 do 9 godina, ih najveći problem to što upravo nemamo podršku matice, a u Srbiji upravo zbog cele te situacije što se dešavalo u samoj Makedoniji smo gurnuti po strani. Znači, naši ljudi su ovde poprilično diskriminisani za razne stvari kada je u pitanju nacionalna pripadnost Makedonac. Ako se izjašnjavaju ili postavljaju u životu kao Srbi, apsolutno imaju sva prava. Znači, to je nesporno i neminovno. Tako da, mislim da je zadnje vreme da se Skoplje probudi, što se kaže, i da se uključi u dešavanja svoje zajednice u Srbiji. Ja bih želeo samo da napomenem čisto informativno neke stvari što se tiče sa posljednjih par popisa naše zajednice u Srbiji. Na primer, popis iz 1991. godine jasno nas je stavio negde u samom vrhu nacionalnih manjina, bilo nas je približno oko 250.000. 20 godina nakon toga, 2011. smo već pali na 25.000, znači to su ljudi koji su se zvanično izjasnili kao Makedonci. Da bismo došli do 2022. godine i zvanično nas je sad, nažalost, po popisu negde oko 14.000. To mislim da je poražavajuće. Nije problem ovde u brojkama, ovde se javlja sledeći problem. Brojka i dalje tu negde na oko 250.000, računajući da je tu sad već i druga i treća generacija. Nego je sam problem ta asimilacija, gde ove generacije koje sad dolaze nemaju podršku od matice i apsolutno se više ne osjećaju se da pripadaju toj naciji. Mislim da bismo, ovo je bukvalno sad zadnji trza i crvena lampica gde bismo morali da se svi mi probudimo
станемо iza neke normalne i zdrave priče, da pomognemo našu dijasporu, ne samo u Srbiji, svuda naravno gde nas ima, i da probudimo te mlade ljude da se okrene najpre da se ne zaborave naši koreni, tradicija, igra, pesma, kultura. Јазик од пред се. I jazik, da, naravno. Можеме ве гледачите, јас сакам да најдам на разбирање дека драгиот наш соговорник е македонец во секоја цена, значи не е тој македонец и потатко, но еве што значи кога јазикот не може да се инкорпорира преку изучување на јазикот во образованието, во школото, испраќање на наставници да едуцираат наши македонци во светот, резултантата е ова. Од друга страна, да бидам искрен, го побара вашиот градоначалник на Панчево, тој Александар Стоичевиќ, како се вели, ветил дека ќе учествува, бидејќи прашањето беше јасно, зошто македонците не се инкорпорирани во политичкиот амбиент. Имајќи факт дека председателот Вучич, колку што гледаме, нашиот премиер вчера освари добра средба и беше најавена успешна билатерална соработка, но ќе завршам со коментарот. 7 години од двоецот Заев Ковачевски резултира со ваквиот начин. Алиенација, отуѓување на македонците со матицата. Дали сметате дека треба да се направи малце притисок кај вашите власти за да бидете вовлечени во политичкиот амбиент? Pa evo iskreno ovako, znači eto, još jedno iskoristim priliku da se izvinim svim našim gledalcima. Ja sam sad trenutno u postupku onako malo temeljnijeg učenja makedonskog jezika. Nažalost, ja sam ta druga generacija, nisam imao priliku da je učim, a što se tiče samog našeg gradonačelnika, jedna ispravka, Stevanović je ja se izvinim. Da, pa iskreno da kažem, u zadnjih par godina, što se tiče konkretno Pančeva i okoline, gde je najviše stacionirano naših ljudi, znači ukupno u Južnom Banatu nas ima oko 2/3 od svog broja stanovništva, nas ima mi koji smo Makedonci. Najgora situacija je trenutno u Pančevu i u okolnim mestima. Što se tiče samog jezika, pomenuli ste ga malo pre, pa moram da se osvrnem i na to. Nekada, pre nekih 10 godina, u selu Jabuka kod Pančeva, gde je preko 95% makedonskog stanovništva, je postojala je dvojezična nastava na srpskom i na makedonskom. I naša deca su i tekako bila zainteresovana i pohađali su je, mada je opet tu nastavu držao profesor koji je pre svega studirao srpski jezik, a makedonski mu je bio ono sporedni, što se kaže, iz kući. Ali nema veze, to je ipak donekle dobro funkcionisalo. Nažalost, zadnjih par godina opet se vraćam, mislim, mora bi da obeležim, što se tiče naše matice, od kada je u priči ušao SDSM, sve je to izgubljeno, konci su pokidani, tako da nije zavidna situacija. Što se tiče samog Pančeva kao grada, nas zvanično sad u Pančevu ima negde oko 5000, međutim, nezvanična brojka je daleko veća i kreće se tu negde samo konkretno grad blizu 12.000. Ти благодарам многу, се враќаме повторно ке тебе. Одиме, рековме, Загреб, Хрватска. Орце, Ламбевски и неку Мијачанин, Лазаровец, Лазарополец, Лазаровец во секој случај, кој во сите историски факти покажа дека народ кој е познат како кутбеджи, да речам, кои заминуваат печалбари во светот. Ај малку да ја слушаме прво приказната. Ивана, можеме ли да пуштаме или додека збори Хрватска, да видиме што имаме со Хрватска? Или додека оди разговорот со господот Ламбе, со господот... Да, може да оди? Може. Орце, ја се извинам да видиме што... Да. Kao etnička zajednica ili etnička manjina još uvijek imamo problema zato što nismo priznati. Ono što su davne 2007. godine potpisali tadašnji ministri vanjskih poslova još je uvijek mrtvo slovo na papiru sa makedonske strane. Ali su došlo do promjena u vođstvu. Ono što smo mi imali prilike danas čuti od naših gostiju iz Hrvata iz Makedonije
je da oni nisu zadovoljni na koji секвенца način. од политичкиот амбиент, односно нашата заедница во Хрватска, но господин Орце Ламбевски е македонец кој несебично ја представува Македонија во вистинска смисла зборот, културата, историјата и се она што значи туризам. Орцеве, дај ни некоја основно прашање, одговор на основното прашање, дали и зошто се одрековте од претходната влада? Се мисли на двоецот Заев Ковачевски, кој според јавното мислење го сврте грбот на македонците во диаспората. Па гледате, од секој пат се гордеел на хрватската држава и примерот како се грижи за националните малцинства, меѓу кои сме и ние, и како сме застапени, и како сме финансирани. Значи, со преку 300-400.000 евра годишно на ниво на заедницата на македонците преку советите, да не ширам сега многу како сме организирани што политички, што културно во Хрватска. Меѓутоа, еве, заедницата на македонците во Хрватска со 6 дружба, значи во Осијек, Сплит, Риека, Задар, Осијек и Загреб, е најголемиот дел на македонците што ги поврзува во Хрватска и во сите сегменти на животот се организирани. Значи, првата македонска православна црква на подрачје на бивша Југославија направена во Загреб. Света Злата Мегленска, која што моментално е исто еден од најголемите собирачи на македонците во Хрватска. Тука е нашиот идентитет непобитен. Значи, не може нити една влада, нити никој да може да не доаѓа, да не посетува, меѓутоа ние не се даваме. Македонскиот идентитет си го задржавме, културни манифестации имаме многу, значи следната прва е, еве и сите ве повикувам, Весна Илона, Стефан, комшиите пред се на 27. јули го прославуваме Илинден традиционално во Горски Котар, Балканика бенд, позната во Словенија, ни свири, така македонски песни. Застапени сме во Хрватска во Собранието на Република Хрватска преку бошњачкиот парламентарен представник, затоа што ние сме во една група со 5 национални малцинства, значи македонското, словенското, бошњачкото и албанското, и тука немаме ние шанси да би дале наш представник да може да добие доволно гласови. Албанското и бошњачкото малцинство се многу јаки во Хрватска. Меѓутоа, нашите права се остваруваат и преку представникот во Собранието. Така да тука стварно ја имам неколку замерки од работата од Македонија на Министерството за надворешни работи. Пред се ова што Стефан има проблеми во Србија со школите, со такви работи, ние во Хрватска ги немаме. Ние имаме ректорат во Риека по македонски јазик кои се организирани од професорот Торциновски и професорот Калоджера, кои преку 1000 студенти, значи не македонци, него хрвати и други кои што го изучуваат македонскиот јазик, плюс имаме преку 150 деца кои што изучуваат македонски јазик со македонски учителки, а не се удостоил министер за образование во минатото да посети Хрватска и да праша луѓе што ви треба на вас книги од деца, од работи. Значи јас сум организирал со амбасадорката, со Даниела Караѓозовска, да шверцаме практички дипломатски книги, да организирам по школи во Македонија, да ни донираат книги, па да ги донесеме во Хрватска и да ги делиме на децата. Интересно е, верувам. Направивме две книги во времето кога бев председател на заедницата. Две книги со кои што се служат и денеска децата во школото. И тоа мора да биде пример во светот, затоа што оценката им влегува во свидетелство како македонски јазик. Значи, тоа го нема нигде во светот да имаш ти во свидетелство во странство македонски јазик и да имаш оценка од тој предмет кој што може да го користиш понатаму во своето образование. Интересно, убаво, јас вчера го регистрирав тоа средбата на премиерот Мицковски со Пленковиќ и прекрасна таа порака за меѓусебна соработка. Орце ти благодарам, остани и натаму си со нас. Сега одиме во Словенија.
Режија, Ивана, дајте прилого да ја видиме приказната за Словенија. Весна Жежовска е представник на македонците во Словенија. Одиме со прилогот. Да, прекрасна снимка, прекрасна гледка, во секој случај, еве како се сака татковината. Весна Жежовска, активист, ќе се представи самата, ќе каже повеќе. Весна, ова е еден прекрасен настан, колку што можам да регистрирам, и во описот тоа е еден протест во Копар, нели? Па ние имавме 2-3 протести. Првиот протест се случи 2018 година, нели тогаш што инициатива беше, и тој можам да кажам дека беше еден од најискрените протести што секојаш за него зборувам со емоција, бидејќи тогаш ние не се јавивме на никој да дојде, сите кога слушнаа дека има сами изненадување, беше луѓето сами се насоопраа на плоштад Трг Република Јана Словенија. И полицијата беше пријатно изненадена, тогаш беше нивни коментар дека таков протест немале од срце, едноставно луѓе што се сакаат татковината, што не е се исто што се случува, како се распродава. Никој не можеше, значи, да остане равнодушен на сето тоа. Имаше некаде околу 300 македонци на тој протест. После го повторивме пак во Кранј. Во Кранј имаше многу повеќе, но јас сепак омилен ми тој Бодижана, бидејќи сите тие што дојдаа со душен срце за Македонија. Кажи ми, бројката... Пред 2 години имавме исто, организиравме во Копер еден собир, исто така од иницијатива, значи не можеме да гледаме што се случи во Македонија. Тоа беше против договорот со Унгарија. И тој протест исто ми остана у срце, бидејќи тогаш дојде едно момче, баш од Ваташа. Живее тука во Словенија, во Рогатец, и кажа дека е потекнува од село Ваташа и дека и ден денеска постојат македонки по 90 и неколку години, нели, раскажуваат за тој масакар што се случил на тие дечиња. Сведоци на настава. Сведоци, живи сведоци постојат за тоа, и тоа уште толку. И имаше исто едни наши македонци што од Швајцарија беа, но тука во Умак на одмор, во Хрватска, слушнале за протестот, дојдоа од плажа цело семејство, од други градови. Не бевме многу, бидејќи нели сите беа по годишни одмори тоа, но сите тие луѓе што дојдоа од срце и душа, се земале време за да покажат нели. Не, за кугарство. Весна, јас би те замолил и ти благодарам со оглед дека овој магазин. Режијата ќе ја замолам тука себе на музичка завеса, додека вклучиме, повторно ќе да вклучам со еден мал коментар апропо сето ова, и ќе одиме во Италија со Илона Захариева, но тука предлагам таа музичката завеса со Андријана Јаневска и Игор Жамбазов со Ваташа. Навистина, ова е малце трогателно. Не, еве, почитувани, тоа е Македонија. Македонизмот е едно што нас не обврзува
и е завет дека требаме да бидеме секош сплотени и да го зачуваме она што е наше, македонско, и историјата секош да ја повторуваме, бидејќи таа е основен наш патоказ кон вистината. Рече одиме со Адријана Јанска. Вие денеска што и терат некои умреле, како били како воа, а него ли денеска што ќе умрат. И се си коси кубиме по дворот, дур така и испукава пушките. И толку беше. И закупаме ни чел, ни чар, так голи на мајци, боси. Си останаме бежни. Тиквешко негде, в некој село, кај в слана тивко венеше цвете, убија дете. Последна солза од око капна кога на ридот есента стапна, в крви се изми утрото бело и кога в зраци челикот светна, последна мисла ко птица летна, мајка ми сама остана в село. Целото село станало на нога. Целото село станало на нога. Детски очи, криевте в себе небесно катче. Румено крвје течеше в жили, в радост без почин. Кај око детско натопи земја, город цветник на разлиста пролет. Кај крвта врела растопи слана, црвена роза закити поле. Джелати клети не слушат народот. Джелати клети не слушат народот.
Македонската роза и цветот модер в мирис мамолат. Закити, друже, огнена пушка со цвеќа млади, па напред појди и други деца брани со гради. Втиквеш ко негде, в некое село, кај в слана тивко венеше цвете, убија дете. Да, мои, знам дека ве потикна ова песна која е трогателна, но госпоđата Жежовска спомна значи, на овој голем настан каде што се организира во Копар, како го викат словенците. Меѓутоа, сведоштво од 90 годишни старици, мајки кои сега баби беа сведоци на овој немил настан. И не е ова hate speech, меѓутоа сепак треба историјата се повторува. Да се потигне, не да се повторува с крај за да се научат и младите генерации, а и политичарите. И уште ова, сакам вие да говорите повеќе, но морам да дадам пример до политичарите, посебно и новите, кои верувам се уште, тоа е последна надеж за Македонија. Нека бидат пример нашите амбасадори кои се вечерва и предходната емисија, тоа се вистинските амбасадори на Македонија. Весна, кажете ми само ова, и дали бевте посетени од господинот Зоран Заев, Ковачевски и другите во изминатите години, бидејќи овој револт што го покажавте, го изразивте, резултира врз основа на вашата резигнираност? Па, тие доаѓаа во Словенија, но, нели, како што сами рековте, дека тие имаат други интереси, ние си ја сакаме татковината, а тие изгледа си го сакаат бизнисот. Доаѓаа тука, но секој што јавуваа на нивните, нели. Сега Коперска и Струмичка општина се као побратимени, но во позадина стои некој бизнис. Како? Копар Струмица, тоа е бизнис клан? Па, се посетуваат. Прво имаше тука посети, нели, на Коперска општина од страна на Заев, па после беше тие Оливер Спасовски доаѓаше. На секој 2 месеца беа тука, нели? Но секој што одеа кај нивните, кај тие имаат тука и политичка организација нивна. И на 2 месеци посетување, значи тоа не е за... Значи имаше двојба имаше, ве двоја. Не е тоа за љубов кон татковината, него тоа делува како собствен бизнис. Весна, благодарам многу, остануваше натаму програмата. Почитувани, одиме во Италија. Италија е држава која навистина никош не беше себична во однос на почитувањето на правата на македонците, Македонија као држава. Јас се сеќавам, имав една таква можност да се сретнам со Романо Проди и со Јанес Јанша на Африканско-Европскиот состанок на НАТО,
во Лисабон, да, кој интервјуирав и Јанис Јанша и Романо Проди, председател на Европската комисија, кој навистина беше многу позитивен кон Македонија, тогашен премиер беше Никола Груевски, така да свежи ми се изјавите на Романо Проди, кој безрезервно ја поддржува Македонија. Одиме со прилогот за Ивана Огнен, идеме со Италија, а пота Илона Захарива ја вклучуваме во програма. Останете со нас. Erano quasi 500 i macedoni che, bandiera alla mano e inno nazionale sulle labbra, sono scesi in piazza giovedì sera a Canelli, una protesta di pancia organizzata dall'Associazione Culturale Ponte di Pietra che ha raccolto gli immigrati balcani, molti con cittadinanza italiana, provenienti da tutta la Valle Belbo. Solo nella capitale delle Bollicine si contano più di 1000 residenti. Motivo di questa manifestazione: realizzare una protesta simbolica e di vicinanza al proprio paese d'origine, la Macedonia, che sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia repubblicana. Da mesi infatti il paese non ha un governo e intanto alcuni partiti di maggioranza in seno al Parlamento fomentano divisioni etniche e un'instabilità politica. Una polveriera quindi pronta a esplodere, che come sempre nei Balcani ha radici antiche. Un paese come la Macedonia ha infatti molte etnie e ceppi linguistici, in cui la maggioranza della popolazione è macedone e convive con una componente albanese, serba, romana, turca, rom e bosniaca. Ora la minoranza albanese attraverso i suoi rappresentanti in Parlamento sta chiedendo che il proprio idioma venga riconosciuto come lingua ufficiale accanto al macedone, un'operazione questa che per alcuni analisti... Да, мило звучи во јазик, ово се слуша, но што ми задав за пример? Видовте која иконографија? Македонско знаме, но македонецот почитува. Што почитува? Почитува држава во која живе, работи, италијанското знаме. Нашите сограѓани, албанците, ќе гледам на некој собир, ниедно македонско знаме нема. Наравучение, гледајте и учите. Илона Захариева, уште еднашка добро вечер. Еве, слушнавме само, ќе ве замолам, бидејќи да ја почитуваме за законот на радиодифузија, може да го парафразираш у кратки црти и дали може да очекуваме диаспората да се врати на мајката Матица? Благодарам, Слободан. Ова беше протест, мирен протест по повод, не по повод, туку против двојазичноста, неликта која заедно сакаше да ја воведе заедно со албанските партнери на целата територија на Република Македонија. Убаво кажавте вие, значи кога живеете во друга држава која не ви е матична, треба да ги почитувате и нивните обележја. Затоа на протестот имаме италијански знамења. Инаку во прилогот се објаснува нели по кој повод е мирниот протест на македонците, дека околу 500 македонци излегле за да ги поддржат своите во Македонија. Се објаснува и овде дека сепак ние сме едно буре бар, Западот секогаш така ќе не нарекува нас, затоа што така не доживуваат дека живеат повеќе националности, односно повеќе етни во Македонија, етнички заедници, и дека сепак македонците кои се надвор од Македонија се грижат за сопствената држава. Овде сакам да се надоврзам на тоа што го кажат и за албанците. Значи, ние и овде сакавме да кажеме дека ние немаме против никој да се изразува собствено слободно собствената етничка припатност, своите обележја, меѓутоа сепак мора да се почитува и државата. Дали сте виделе од друга држава, освен национално знаме на државата, например, кога имате средби меѓу државници, да има знаме од друга држава. Значи тоа се случува само во Македонија кога албански функционери се сретнуваат со други функционери, нема македонско знаме. Ние овде имаме право секако да си ги изразуваме нашите обележја, нашиот јазик, меѓутоа цивилно, нели, подводници, затоа што во институциите вие морате да го научите јазикот на државата, морате да го користите за меѓународна употреба. Еве ние овде имаме свеж пример во Рим, нашиот македонски амбасадор во Рим не зборува македонски, значи сите комуникации се на албански јазик.
самиот Facebook профил негов на амбасадата во Риме на албански јазик, значи ние немаме закон за употреба на македонскиот јазик. Прво, вие велите да се вратите, ја вратиме диаспората во Македонија. Ние прво треба Македонија да ја вратиме во рацете на македонците, во смисла во рацете на луѓе кои ја сакаат државата. Јас лично немам проблем дали докторот кој што ме лечи албанец, македонец, може да биде ром, каков и да е. Меѓутоа сакам човекот да е стручен. Значи, затоа треба да се угледаме малку на западните земји. Ние можеме слободно да си почитуваме секоја припадност, сечија припадност, меѓутоа кога се работи нели за државни интереси, тие мора да бидат над секое приватно чувство на секој човек. Многу убаво кажано, осторожно, убаво, да, бидејќи имате комуникации. Илона, се враќаме повторно кај тебе, прекрасна анализа. Одиме повторно у Србија. Трајковски, еве, имаше можност да слушаш од твоите колеги во соседните држави, Хрватска, Словенија, Италија. Еве, што спомнав околу тоа бојкотирање. Вие ги бојкотиравте државата во 7 години изминати, што во претходната политичка провиненција, власт, например, тоа беа пописот и други настани, бугарскиот диктат и се тоа. Како го организиравте? Какви се вашите видувања, какви се вашите оценки на се тоа? Па ево овако, ја морам да приметим, а и да нагласим да се осеќам помало тужно, с обзиром да наши драги саговорници углавном у своји матицама немају неких великих проблема, у своји држави да живе, наравно, да бораве, раде, како год, мада код нас nije стварно така ситуација, ми имамо заиста великих проблема, ми као македонци овде. А драго ми е кога чуем да се организуju неки протести против бугарског утицаја, албанскog лобија и остало. И ја бих стварно волeo kad bismo mi mogli da se pohvalimo jednom takvom organizacijom oko protesta da mi ovde u Srbiji štitimo svoju maticu. Međutim, mi smo nažalost došli do te situacije da smo mi sad treba da se organizujemo, da protestujemo u svojoj državi za svoja prava. Tako da je Srbija po tom pitanju izuzetno na jako lošem položaju. Mi smo suočeni sa pritiscima, pa ajde bukvalno na svakodnevnom nivou. A želeo bi da se vratim apropo priče na sam grad Pančevo i Južni Banat, gde nas je po sili zakona najviše, da tu imamo izuzetnih problema. I evo, na primer, mi u septembru želimo da organizujemo manifestaciju Dani makedonske kulture, znači na teritoriji grada Pančeva i celog Južnog Banata. I naravno, tu nam se javljaju kakvi pritisci. Konkretno imamo problem i sa samim gradonačelnikom grada Pančeva, gde je neophodno da on donese, zvanično ili nezvanično, donese on odluku o tome da li će se uopšte održavati Dani makedonske kulture i naravno samim tim je problem i financije, ali eto mi smo bili spremni da čak finansiramo iz nekih ličnih sredstava tu manifestaciju kako bismo očuvali našu tradiciju, našu kulturu i jezik, naravno. Eto, mislim, iskoristio bih priliku da pozovem našu maticu da proba da reaguje u takvoj situaciji. Mislim, opet drugačija situacija kad sama država stane iza nas nego što je bilo do sada, znači bukvalno smo ostavljeni sami sebi da se borimo, a ima nas koji smo zaista okrenuti i matici, i jeziku, i kulturi, i tradiciji, tako da to je u suštini ono što nas sad trenutno opterećuje. Ја се надам, ви благодарам за ова укажување, ја се надам дека еве и нашиот министер Иван Стоилковиќ, кој е представник на српската заедница во Македонија, заедно со премиерот Мицковски и со министерот за култура, во секој случај би требало да се ангажираат и завземат за ова културна манифестација, што е многу битна за македонците во Србија. Ја ви благодарам за ова ваше укажување и се надевам вашиот градоначалник, господинот Стевановиќ Александар, кој јас го повикам еве од ова студио, да биде наш саговорник
и ќе биде задоволство да учества во нашиот магазин. Благодарам Трајковски, одиме сега повторно до Хрватска. Орце, како е духовниот живот, како се организирате во верското прашање? Тоа нека значи за сите вас. Како се сретнувате, се соснувате во црквите? Имате ли верски одбележја, сакрални објекти, цркви и така натаму? Еве, Хрватска влезена во пресредна Македонија уште од 91 година, кога е почетокот на организирање на македонците за изразување на својата македонска православна вера. Дадени се неколку сакрални католички објекти на користење на македонците за литургија, така да до пред 6-7 години, значи град Загреб излезе во пресред со земја за изградба на Македонската православна црква, која денеска е 90% завршена, во која се одржуваат литургии секоја недела нормално и сите верски други празници кои се со начело со проториерей отец Кирко Велински. Имаме уште 2 црковни општини во Риека и во Сплит. Така да што се однесува, значи има, се организирате. Повторно пофалба за Хрватската држава и за нас македонците во Хрватска. Супер. И јас само речија, ќе замолам тука една, дозволите ми, почитувани, еве заедно ќе проследиме ова графа кај што Весна ќе одговара и Илона веднаш после ова, да проследиме ова табела, да видиме колку македонци се во светот. Почитувани, ве молам, ова е импозантна бројка. Импозантна бројка. Замислите, значи, ако се собере бројката на македонци во светот, тоа се милиони. Милиони. Значи, затоа верувам дека ова политичка гарнитура, која јас секогаш ја спомнам како последна гарнитура политичка која треба да ја спаси Македонија. И ова бројка македонска, која ни светот на 5 континенти, мора да инкорпорира кон матицата. Мора, бидејќи не смееме да дозволиме да се асимилираат македонците. Мора македонскиот јазик да биде мајчин јазик, учен во земјата во која тие живеат, растат. Бидејќи вака, ако продолжиме, ќе ги изгубиме македонците каде и да се. Весна, ајде, молим те, фала Орце за добриот разговор. Одговор, како е кај вас духовниот црковниот живот? Ние како малцинство не сме Погласно, малце, погласно. Еве, сега ќе кажам за тој регион кај што сум јас, Обала или Истра, Истра Словенија, нели, тука се признаени, имаме двојазичност, признаено италијанското малцинство, кај нас, и воопшто во Словенија, значи ние што сме македонци, босанци, срби, хрвати, се водиме како трети држави, значи од заедничката држава, нели, поранешна југословенска држава. Значи колку малцинство да ме спомнуваат? Не. Како граѓани? Како да. Но исто така Словенија ни има овозможено права на верска определба. Имаме црковни општини, што, како што кажа од Хрватска, имаме во католички цркви изнајмени и се одржува наша македонска литургија, имаме повеќе црковни општини каде што се собираме. Имаме исто така здруженија кои што сето тоа ни е овозможено. Имаме исто еден учител, сега не знам каква е ситуацијата од тие 7 години. Зашто? Што е работата со учителот? Со тој учител што беше од претходната власт, ствари имав комуникација, тој доаѓаше во Копер секој петок и подучуваше течењата, например, од понеделник до петок си имаше распоред во секој град по кој ден, нели? И во Копер доаѓаше секој втор петок, да се лажам, ги подучуваше македонските течења на македонски јазик. Но како и да, еве, одговор. На нас тие права не ни се одземени, нели, да се представуваме како македонци, да имаме тие но исто на другите малцинства. Само што двојазичност, тука кај мене е италијанското, заради тоа што
некојаш тука било италијански дел. Весна, ти благодарам многу, само еден мал одговор и моја оценка. И јас разговарав со министерката за образование и спомнав она ситуација, беше гостинка во една од моите емисии Токму магазин и верувам дека ова порака вие што пративте господин Орце, нашите македонци во Србија, вие од Словенија и Италија се, ќе вклучиме Илона, сигурен сум ќе допре до ушите на министерката и околу учебниците и околу наставничкиот кадар, бидејќи верувам дека ова постава има она што досега немале слух останатите министри кои милуваат да протежираат друга политика и друга историја. Одиме Италија. Ајде, Илона, за црковниот живот, бидејќи влагаме у финале, се враќаме после у Србија. Како се организирате во духовниот живот? Дали ве спојува тоа? А таму гледам теракотите од Виница. Виничанка мора да има артефакти. Теракотки имаме од Виница и лани имавме изложба овде во Канели на теракотните икони од Виница. Ни беше во посета музејот од Виница, со наша помош нормално. Па имавме можност да ги прикажеме и пред другите теракотните икони. Види Слободан, јас малку ќе излезам од твоето прашање. Добро. Значи, црквите се организирани, црковните општини во цела Европа, во целиот свет функционира сега колку се може, знаете, ние македонците знаеме да бидеме многу обединети, но и многу разединети, но важно е дека ги имаме. Значи, секој што сака да посетува црква, да одржува духовен живот, има можност за тоа. Сега сакаме на друга работа да кажем. Ние правиме сите, македонската диаспора е активна да се разбереме, да тоа е факт. Значи, имаме главна аорта, главна артерија свет. Активисти во сите држави во светот се прави нешто, некои активности се повеќе во прилог идат, некои помалку и тоа е во ред. Веќе почнуваме да влегуваме во политичкиот живот на државите каде што живееме и тоа е сепак позитивен факт. Меѓутоа една друга работа. Значи ние мора за да ја подобриме состојбата и на македонската диаспора од гледна точка македонци, мора да почнеме од Македонија. Сите тие здруженија, сите тие општини, сите тие мора да се сретнуваат, треба да разговараат, значи потребна е национална стратегија, но не само за диаспората, како што често се вели, која што никој пат не ја видовме таа национална стратегија за диаспората, не ли таа изработуваше нешто, да не го спомнувам сега. Меѓутоа потребна е стратегија на кој начин, кој ќе работи, со кој ќе работи, што може да се искористи во позитивна смисла од диаспората, дали економски ресурси, дали човечки ресурси, дали интелектуални ресурси. Значи, ние конечно, ако сакаме да допринесеме сите заеднички, ние ќе си правиме нели журки во диаспората, ќе представуваме култура, меѓутоа тоа мора да биде канализирано, односно мора точната намена некој да се грижи, да се организира, да дефинира, да координира. Македонија која што покрај тоа што со сите тие активности кои што ги правиме сега да не се палиме нели со тоа што го правиме, тоа го правиме сите од срце, и тоа мора во Македонија да се организираме и да има бенефит од целата таа организација, да има бенефит државата како Македонија и нормално за да не се изгубат македонските корени на децата кои што се раѓаат во светот. Илона, многу ти благодарам што ја прочита и мојата мисла зашто јас се залагам сето ова време со оглед дека без координација и организација нема ништо да постои. Доста беше на импровизација, доста беше на приватизација на така наречени организации кои ќе се грижат за така наречена диаспора. Време е и власта и владата да малце даде енергија и да ја направи таа агенција за културна соработка со македонците во светот, за која еве јас се залагам со години и вака веќе да не биде импровизација. Почитувани мои, драги мои гости, вечерава во емисијата Магазин со Слободан Томич, верувајте или не, имаме многу гледаност, со оглед дека одиме на МТЛ, а тоа не гледаат речиси цела Европа, одиме исто така на Телеком, одиме на А1 и знам дека не гледавте на интернет сајтот vtv.mk. Сакаме се заблагодарам.
Ако може, режијата ќе ми даде право, само по една минута, ве молам, бидејќи сакам да ве поздравам со Цреша од Тоше Проевски, кој збореше за Македонија, а интересна порака у самата песна. Само по една минута ве молам, заслужувате години, не само минути. Ајде, одиме со Трајковски. Една минута, порака. Повели. Горане? Стефане, една минута. Нисам чуo добро, само ако можете да поновите, Една, молим вас. вашата порака во една минута. Една порука моја, да. Па овако, една порука моја е да молим све луѓе у Македонија да нас разумеju да сме заиста у тешкој ситуацији, а ако могу да нам помогну, најпред да се мало политички организуемо, да бисмо могли да сачуваме нашу заедницу, jer nije mala, a danas, sutra da napravimo neku jaču kulturnu saradnju sa našom maticom. Благодарам многу, Стефане. Одиме Хрватска. Орце? Па ние сме добро организирани, една мала работа што бараме, една мобилна станица малце почесто за документи во амбасадата во Загреб. Голем проблем ни е тоа, има 35.000 македонци на сезона, или мора да одат Ljubljana или да се враќаат во Македонија да ги завршуваат документите. Тоа е една од најголемите проблеми моментално во Хрватска. Ти благодарам многу, силна порака, ќе ја третираме и натаму. А Весна? Па, ист проблем имаме, нели, со тие документи сите. Еве, од мене порака, За државјанството и патните исправи. ако може сега Министерството за надворешни да стапи некој контакт со Чешката влада, да се направи тие патните исправи, да се убрзаат исто така и за државјанствата, што ние македонците од Словенија да поднесеме за словенечко државјанство, имаме услов да се откажеме од нашето македонско државјанство. Ако може тоа Супер. Ти благодарам многу, еве јавно го повикувам господин Тошковски, министерот за внатрешни работи, да биде мој соговорник. Илона, само најкратко те молам, имаше прекрасни поенти. Твоја кратка порака? Мојата поента, ако успееме да чуваме во секоја држава по неколку активисти кои што ќе го одржуваат македонството во светот, можеме да кажеме дека сме завршиме одлична работа. Ти ветам дека стојам со вас. Почитувани, тоа беше Македонија во едно. Ви благодарам многу, мои драги соговорници, што бевте вечера со нас. Ви посакам добро здравје, среќа и радост вам и вашето семејство. Ве поздравам со песната на Тоше Проевски Цреша. Да сте ми живи и здрави. Имајте убав викенд. Пријатен вечер. Денес кон сонец ќе долета мирис на цреша, кога пролет ќе расцути в поле, една цреша што мене не чека. Кога мора да одам им реков се што имам, и куќа и нива, нека земе што му треба секој, но црешата да ја најдам жива. Што е